Добар ден, драги гледачи! Чај се чај, не мутка дефинитивно. Тина? Добар ден и од мене и како и секогаш што правиме со Тео на самиот старт, минутката ќе ја посветиме на она што секако не смеете да го пропуштите во денешното издание на Топ тема. Новиот пристап во бугарско-македонскиот спор наспроти национализмите, дали заедничко учествување на Гоце Делчев е пресврт. Гледате Топ тема, интервју со историчарот Драган Ѓоргиев, ко-председател на Мешовитата комисија, со бугарскиот историчар Димитар Атанасов и председателката на Комисијата против дискриминација Весна Бендевска. Гледате Топ тема вечерва во 19 часот и 15 минути со Сања Васеки. Тоа е вечер што не смете да пропуштите, Топ тема, а денешната главна тема, подтема, како што најавивме ние вчера, ние многу жешка, а главна тема гласи: треба ли во Македонија да се легализира брак на истополови партнери? Така и до кога во Македонија ќе има спротиставени мислења околу геј браковите. Едноставно прашуваме, го очекуваме вашиот став, дали геј е окей. Но на самиот почеток и секако црвената линија можеби поради оваа жешка тема ќе биде вклучена на најако, затоа што она што посакуваме е секако да се држиме во говорот на пристојно изразување на вашиот став и секако никако алудирање на насилство. Па така на 02-307-6677 ве очекуваме да ни го кажете вашиот став токму на оваа тема. А еве на самиот почеток, јас и Тео, црвена линија, подготвивме секако и за овој пат анкета. Токму така, како што се запознаени, ние на нашите социјални мрежи на црвена линија на Инстаграм и на Фејсбук, нормално и на Телма, Инстаграм и на Фејсбук, постуваме прашање која ни воено и нашата главна тема, денешна главна тема, со анкета. Да ве слушнеме вас, како вие мислите, како мислите околу нашата главна тема. Анкетата вака гласи, ко може да видиме, така: треба ли во Македонија да се легализира брак на истополови партнери? Is gay okay? Да, не. Па, како што си знаете, како што сте запознаени, после рекламите ќе ги прикажеме крајните резултати. А веќе ни е драго дека од режија ни јавуваат, имаме и прв гледач на оваа тема, па велиме добар ден. Добар вечер. Добар ден. Дали се слушаме? Секако намалете го тонот на ТВ приемникот, еве секогаш напоменуваме и на тоа, па велиме уште еднаш и добро вечер, добар ден. Дали го имаме гледачот на линија? Добро, секако кога ќе бидете вклучени, не заборавајте да кажете здраво, добар ден, што и да е, за да ве регистрираме јас и Тео. Нормално и како сте? Дали сте расположени? Идеме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ништо не се слуша, но како и да е, веќе се загрееме со тоа што исто така јас и Тео, црвена линија, подготвивме една мини, ќе наречеме приказна, околу најпознатите истополови брачни другари и другарки. Па да ги видиме заедно. Ке почнеме на самиот старт. Ова е препознатлив лик токму од серијата Модерна фамилија, кој што еве спаѓа во се поголемиот број на брачни заедници помеѓу најпознатите ликови. Ако го зборуваме за најпознатите, Елен Деџенерис е препознатлива по тоа што е веќе не само во долга врска, туку и во долг брак со својата партнерка. Идеме слини на Ленс и на Мајкл, нивната прекрасна свадба. Не знам, Тео, дали знаеш, но еве на големо се зборува дека токму овие венчавки се препознатливи по гламурот и по тоа што спаѓаат можеби во едни од најубавите да присуствуваш како гостин. Така, претходниот пар ни беа Брет и Џорџ, а сега идеме на следниот пар. Така, оно што е интересно, ќе напоменеме дека меѓу познатите, особено се препознатливи Елтон Џон и неговиот партнер Давид, кој што воедно долги години беа и партнери, но сега се и брачна заедница со свое дете. Елтон Џон, по него го гледаме Мелиса Етрич. И Линда. Мелиса и Линда. Па така и ве
еве ве очекуваме, пред се ќе повториме додека ги гледаме инсертите од нивните венчавки на 02 307 6677 да ни откриете дали во Македонија се уште радикално подвоени мислењата околу истополовите брачни заедници, воопшто какво е расположението ова да се случува и кај нас. Исто така следа многу познат актер, Нил Патрик Харас, од познатата серија Како ја запознав мајка ви. И секако еве ќе потсетиме дека Джим Парсон и тот спивак препознат Big Bang Theory, една од култните серии, една и од најпопуларните и најгледаните, ја оствари својата венчавка со својот долгогодишен партнер. Следени се Самира Уайли и Лаура Морели. Убави згодни девојки. Тоа Тео секако ќе забележи. И ве потсетуваме на Том Дели, кој што е со својот партнер, ја овековечи својата заедница во партнерска заедница во граѓанска заедница или брак. Сега е време, ве напоменуваме уште еднаш да не заборавите, секако да не контактирате на 0230766777, жешка тема, може би се уште има силно подвоени мислења, но секако сакаме да го слушнеме вашето мислење и напомена уште еднаш се разбира без навредливи коментари и алудирање на насилство во говорот. Идеме со нашиот прв гледач. Добро вечер. Ало, во емисија сум. Вие сте, да? Да, во црвена линија, повелете. Добар ден. Во однос на прашањето мислам дека не. Едно кратко и јасно не, затоа што еве да објаснам малку, мислам дека тоа е еден хаос, едно вештачко однесување. Разбирам дека има такви личности, ама мислам дека се многу агресивни во спроведувањето на нивното и сметам дека е како еден вид пропаганда за сето нивно однесување. Лично јас не сметам дека треба да биде новото нормално, да речем. Дали имате искуство еве во своето обкружување истополови љубовни приказни, еве тоа да ни откриете, дали ја знаете нивната приказна, еве какво искуство имате вие? Не, никогаш сум немал контакт со личности од тој свет. Немам пример кој што можам да го посочам. Ама мојот став е таков, дека е едноставно прилично вештачко и витоперено однесување за мене и многу хаотично и повлекува и хаотични резултати. Како јас не сум воопшто поддржувач на тие. Да, а велите се агресивни, како мислите тоа? Агресивни во смисла на наметнување на нивната природа, агресивни на начин да едноставно се премногу агресивни во упикувањето во нечии очи, едноставно. Така, благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Доколку немаме веднаш гледач, ќе одиме со нашиот денешен прв гостин со кој што ќе проговориме на темава. Станува збор за Давид Тасевски, кој што е директор на Субверзивен фронт. Ако веќе воспоставивме конекција, велеме добар ден или веќе можеби добро вечер за Давид. Како сте, Давид? Добро, хвала на прашање. На крај на работно време. На крајот на работно време, јас и Тео сме во ехот на нашето работно време, па и веќе почнеме веднаш и со првото прашање за вас. До сега, Давид, дали воопшто е постигнат напредок во битката што ја водите за обезбедување на правата, за кој се залагате? Прво ми интересно се каже како жешка тема. Не знам, човековите права не знам од кога се жешка тема, заради тоа што сите граѓански организации, без разлика на целната група со која работат, фокусот се нели обезбедување на права за граѓаните. Така што она што прво би сакал да го нагласам, кој е фокусот во моментов на граѓанските организации и зошто не е можеби се уште фокусот истополовите
кои голем број едвајни функционираат, иако постојано слушаме од политичките партии дека постои превработеност и оптеретеност на буџетот во кој вливаме сите пари ние како граѓани и во пракса очекуваме да добиеме еднаква услуга. Во пракса гледаме дека со секоја промена на власта ние добиваме само нова армија на партиски послушници во институциите, а еднаква услуга си уште не добиваме. Имаме обвинителство кое што јас порано кога ќе ме прашаа заради тоа што имаме многу предмети кои што се поднесени за говор на омраза, за дискриминација, за насилство, не само на ЛГБТ луѓето, кои често на жени кои што трпат семено насилство. Обвинителството ни е според мен една млитава институција која што за да решат еден предмет мора да помине со притисок од јавноста за тие да си ја завршат работата за која што земаат плата. Плата земаат од нашите пари, буџетски пари. Случаи во кои имаме насилство, закани, говор на омраза, обвинителството најчесто крева раменици, вели вика не знае си уште, нема професионалци во тимот за да решаваат говор на омраза или па експресно ги отфрла пријавите, во чии објаснување сами себе се порекнуваат. Значи со објаснувањето тие сами цитираат закон и кажуваат дека самите уствари не си го почитуваат законот, или имаме случаи кои што често стануваат во фиоките затворени со години буквално. Сите овие луѓе кои се жртви на системот, кој ни е корумпиран, тоа не е нешто што треба да го криеме и распаднат, буквално ние се распаѓаме како систем. На крајот помош ја бараат во граѓанските организации во кои работат луѓе кои што не се вработени од партија, на кои што после треба да се одолжуваат со чување предмети во фиоки. Од друга страна народот е изморен од протести, од борба, а гледаме дека доколку нема притисок на социјалните мрежи или од страна на граѓанските организации, често немаме правна разрешница. И тоа е многу вознемирувачки, многу тажно и многу демотивирачки, особено за жртви на насилство, на говор на омраза, пак не зборувам за било која друга. Јас се прашувам доколку вработените во институциите чекаат притисок од јавноста за да си ја завршат својата работа за која што се платени, пак и повторам, веројатно на крајот на месецот треба и својата плата да ја подадат на граѓаните. Што се однесува до истополовите партнерства, за да не видите како одбегнувам ова прашање, како што нагласи погоре граѓанските организации немаат време кога да ги отворат сите важни прашања кои во развиените земји се веќе одамна решени. Не зборуваме за отворени. Јас имав прилика да бидам гостин пред неколку години во Осло и имавме составници со граѓански организации таму кои што работат. Ние прво не можеме да седнеме да разговараме на исти теми заради тоа што сме светлосни години разлика. Темите кои што граѓанските организации тука ги работат нема врска со граѓанските организации во мислам дека сецна во Осло, така што ние тука си уште се трудиме да го потурнеме системот да ни функционира на минимум. Така што ако мене ме прашувате, секако дека сум за истополови партнерства и кога зборуваме за истополовите партнерства не зборувам за мешање на верски институции. Ова однапред го кажувам заради тоа што ги знам коментарите кои што доаѓаат од страна од луѓе. Одма се мешаат верски институции, се зборува дека е тешко заради тоа што не знам закон за семејство ќе се отварал, ќе се затварал. Секогаш ова е со цел да се представи како да е нешто страшно или обезбедување на еднакво човеково право. Во пракса тоа може да се реши со само еден нов едноставен закон кој ќе регулира дека двајца партнери од ист или различен пол можат на едноставен начин да го регулираат партнерството со цел при разделба или смрт, што е нели природен процес, да може законски да се обезбеди поделба на имот или наследување, односно пензиски, здравствени, имотни, социјални права кои во моментов за истополовите партнерства не се достапни. Значи во пракса имаме ускратување на нечии права, а често кога дебатираме на темава, го слушаме од другата страна моментот се барале дополнителни права. Јас не знам кои се тие дополнителни права кои што се бараат, ние збориме за исполнување на пензиски, здравствени, имотни, социјални права. Не знам дали се третираме тие како дополнителни права кај нас.
истополовите партнерства. Давид, бидејќи и времето, нели, во интерес на времето, на некој начин и ни одговоривте на сите прашања. Да кажеме, најверојатно сте и одлично подготвени, бидејќи постојано се сретнувате со оваа проблематика и интензивно работите на терен. Но во најголем број од земјите од Европска Унија е дозволена ваквата правна граѓанска заедница, наречена брак. Според вас, што е прво и круцијално, единствено, како прв чекор, што треба да се направи? Дали е тоа јавното мислење тука, дали е само одговорот во институции? Еве вака, како за крај, од каде треба да се почне? Види, јас не можам накратко да ги одговорам овие прашања, пошто тоа не е прашање кое што можеме во 5 реченици да го одговориме. Гледаме дека има бурни реакции често кога се отвара ова прашање. Јас повторно ќе се обидам накратко да давам одговор и повторно ќе се вратам кон системот. Ние сме држава, ќе ви дадам одговор на прашањето, ние сме држава која 30 години во неја зборуваме за опстанок, за идентитет, за достоинствен живот, за некаква потрошувачка кошничка која што граѓаните не може да ја обезбедат, за социјална помош, за родилки кои не умираат поради лекарски грешки, за загадување кој не прави лидери со зголеме број на случаи од канцер и очекувана е одговорноста да ја бараме од политичките партии, пошто тие ни ја воделе државата 30 години. Меѓутоа, за да не ги отвараме овие прашања, често од страна на политичките партии на овие теми се креира говор на омраза и така тие печалат политички поени. Тие знаат дека на оваа тема народот се уште има различни теми, нели ако се представи ова како нешто што е загрозување, не знам, на македонскиот идентитет, на семејството, тие ќе добијат политички поени, народот ќе ги гласа и после тоа, нели, повторно нема да видиме подобрување на животот за ниеден граѓанин во државата. Инаку кога зборуваме за како е решено тоа надвор, ние имаме Данска, ја дадам како пример, која што ова прашање бива решено во 1989 година. Значи имаме колку се години тоа? 32 години. Од 89-та е решено прашањето за истополови партнерства. Јас не гледам дека во Данска нешто граѓаните останаа незадоволни или вознемирени, туку Данска е една од листата на земји која што народот, претпоставувам дека се пружи шанса, веднаш би се преселиле. Така, Давид, благодарам многу што одвоивте од вашето навистина зафатено и работно време и се вклучивте во Црвена линија, но ние како Црвена линија секогаш внимаваме нели да го слушнеме гласот и на вашата страна, така да драго ни е што се вклучивте во Црвена линија и ви посакуваме да останете до крај и со програмата на Телма, а и со нас. Благодарам на поканата. Пријатно. Така, Давид Тасевски не ни е единствен гостин. После рекламите ние го имаме и неговото високо преосвешенство митрополит Преспанско-Пелагонински администратор, австралиско-новозеландски господин Петар. Така, а сега на самиот почеток некако еве загреавме атмосферата. Ве очекуваме на 0230766777. Јас и Тео сме тука и сакаме да го слушнеме целосно вашиот став на темата треба ли во Македонија да се легализира брак на истополови партнери. Кога зборуваме за познатите брачни заедници, веќе напоменаме дека веќе во соседна Србија, председателката на владата на Србија, Ана Брнабич, е веќе 12 години со својата партнерка, имаат и син Игор, кој што има 3 години, но со оглед на тоа, еве од држијата ќе побараме и да за оние кои што можеби не следат толку интензивно политика, да ги видат Ана Брнабич со својата Милица партнерка. Значи, како партнерки живеат заедно 12 години. Она што е интересно е, поради тоа што во соседна Србија не е дозволено законски да се стапи, односно да се склопи истополов брак, оваа заедница со оглед на тоа што има син 3-годишниот Игор, само Милица се води како самохрана мајка, додека Ана, иако е председател на владата,
не може сама нели да го изнесува на пример детето вон државата или пак да се грижи со статус на родител, старател, незаконски. А ти намислам дека сега малце време им даеме простор и време на нашите ценети гледачи да видиме нивното размислување околу оваа наша жешка тема, па и подтема. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Ќе ви се налутам прв бев си значекав. Имавме прескокна гостин, фигу, моравме тајте да да го се вклучиме гостинот. Ви се извинуваме, Се но сега извинуваме. е вашата шанса. Добро, готово, не ви се лутам. Вака сега. Прво ќе се исповетам со животните. Дали вие или некој друг видел бик со бик да има љубов? Или крава со крава? Или куче женско со женско? Што сакам да кажам? Тие животните се за чекор пред нас со културата. Кој е тој, например, родител што ќе даде женско дете, например, да го чува двајца мажи? Тоа, како да ти кажам, тоа е изместување на луѓето. Се изместуваат. Мора да има и такви. Јас, например, ги жалам тие родители што такви деца се стварат, се случуваат. Тоа е за мене ненормално, невкусно. Тоа не може, например, кој е тој што ќе го размножува светот за тие такви да обстануваат? Значи, должен е некој да прави машки и женски деца, па да им ги дават на нив и така да терат работа. Тоа треба скроз да се забрани. Тоа е срамота да се дискутира. Тоа е, да не речам погребни зборови, за мене гнасна работа. Тоа не е културно, не е однос, не е како може да седнеш на маца со такви луѓе. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Секако ве подсетуваме, имате 90 секунди, внимавајте на тајмерот, кога ќе се вклучите, намалете го тонот на ТВ приемникот и секако ве очекуваме да ве вклучиме. Така е, идеме сега со нашиот следен гледач. Добро вечер. Здраво, Здраво, добро вечер, во црвена линија сте, како сте? немам да прашам, ова темава случајно или атер за денот? Секако сакаме да го слушаме вашето мислење. Кој е вашиот став? Сам така доаѓа сега без нитиш, ама јас сум постара генерација и знам дека секојаш овој ден бил предмет за, ајде не го образлага многу. Инаку би кажал вака, јас сум за да ако се може и инцестуидни бракови да се воведат од државава. Какви? Едно пол и може и инцестуидни. Значи да речеме татко. Тоа секако не е исто, јас... Како не е исто, господјо? Како не е исто? Зашто така? Зашто го судувате моментот? Тоа се потреби, склонности имаат луѓе, имаат након. Инцестот... Нешто напресно и не смееме да му го скратиме на човек тоа. Мислам, знаете ли сега како ве вас ова збоде? Примитете ли како ве збоде? Како можете да третирате ваков некој предлог за нормален? Па природата ќе го направеше како тако. Значи природата не го направи, сега ние ќе го правиме. Или ајде да речеме ако сме религијски офарбани, Господ не го направи, ние ќе изиграме нешто што е над Господ. Мислам, нонсенс. Виде бресна муабетно со таткото и синот. Тоа истото е. Истото е, значи боли. Па уште некого му дете да дадеш. А тој што сака да го донесе законот, него да го снајде тоа што го... Времето Така, истече. благодарам што се вклучивте во црвена линија, останете со нас секако до крајот на ова издание. Сепак тоа е ваш став и ние потполно го почитуваме. Имате право да се јавите и да го искажете вашиот став. А сега на кратко ве потсетам како вие може нас да ни се приклучите преку социјалните мрежи. На Facebook црвена линија може да ни се приклучите на нашата социјална мрежа во месечно, односно порака, да ни пратите ваш став, порака, мислење околу главната тема. Нормално не само таму, ве очекуваме и на нашите други социјални мрежи, Instagram и на Twitter. И таму во месеч, порака, коментар, да ни пратите ваше размислување околу главната тема, но тоа не е се. Највеќе во очекуваме и на телефонскиот број 02 307 6677. Ве очекуваме, звонете. А некој веќе звонеше и го вклучуваме во црвена линија. Добро вечер. Ајде, добро вечер. Секој е добро, како сте?
Многу добро, ама со ова тема малце, како да ти кажам, како да не заслужуваат одговор. Ова само на тие луѓе пиши чапка и готово. Предходниот што кажа секоја му чест за животните. Јас само ќе додадам вака. Ако случајно некој исти пол одима дете, нека си терат работа, не е проблем. Ама сега, од каде ќе го земат тоа? Од дом дете ќе земат, од луѓе ќе земат, ќе му дај некој. Ајде, еве, сето тоа така нека биде тие како мислат. Еве, сите да бидиме такви. Да нема ниеден што ќе роди дете, ни една жена да нема со маж, да појди никако ни маж со жена. Ако не се роди ни едно дете за 100 години, ќе има на светот луѓе од тие смрдежи, од тие дали ќе има народ тогаш, значи се уништува. А тој ќе ми кажува со тоа навчарајте Холандија ваму таму, бе нема ништо и од тоа и од Холандија. Како може да глупости, ја не знам. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Секое мислење е добре дојдено, се додека еве ќе напоменем уште еднаш во рамките на престојноста во говорот и секако да не се алудира на насилство и говор на омраза. Ако имаме уште еден гледач во Црвена линија, веднаш ќе го вклучиме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Додека го добиеме нашиот гледач, јас само на кратко сакам да кажам, значи, и Тина си знае, ако може реже да покаже, ние кога ќе дадеме збор на Црвена линија, секако си го исполнуваме. Пример тука, уште чекам да ме поздравите, уште не сте ми спочитувале. Ние секогаш се држиме за наш збор и секогаш ве почитуваме. Добар ден, почитувана Клара, очекувате поздрав во утрешната емисија од Тина и Тео. Поздрав! Најголем поздрав до Клара, секако ако не гледа сега, нека остане и до крајот на ова денешно издание на Црвена линија и на програмата, и со програмата на Телма. Во продолжение, обид за добро вечер. Како сте? Одлично, како сте вие? Одлично. Драго ни е што ќе се вклучите, кој е вашиот став? Па, за ова, за темава, имам да кажам дека што побрзо треба да се доведе закон, за да ова наречено педерство или машко со женско, тоа треба да се врати. Машко со машко не иде женско со женско. И ова има некоја секта и ова, да кажам, педерство, тоа треба подхитно да се трне. Ако тоа не се трне, светот ќе се уништи едноставно. Ќе се уништи тотално. Добра. Имате повеќе време, можете слободно, уште 52 секунди. Сакам да кажам дека одма треба да се предвидат некои мерки, бидејќи ова не е можно. Значи треба машко со женско. Не може машко со машко да направат дете. Или женско со женско. Значи тоа не е можно. Тоа е срамота, значи. Дали може би во вашето обкружување сте се сретнале со пријатели, познаници кои што се во хомосексуална врска? Па да. Имам сретнато девојче со девојче. Да, и нормално не ќе сакаат брак. Да. Значи, ја гледам и ми се гади. Гадно е. Срамота. Така, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. По Црвена линија сте. Како сте? Еве добро. Добро, драго, ние повелете. Вака се, темата ви е дали да се легализираат истополови бракови. Да. Во Македонија, така? Па кај нас? Во Македонија. Да. Во Македонија, да. Во Македонија не се решени проблеми што треба да се решат стварно, што се проблеми. А за ваков проблем треба последно да се збори. И сега ме интересира нешто друго. Дали намерно ја ставивте темата во овој термин за да може да ја гледа кога се и децата и
и родителите заедно. Со оглед на тоа што не алудираме на ништо, го сакаме само јавното мнение, реалноста е таа. Последните случувања зборува и за насилство во семејството поради тоа што кирката, знаете, Долорес, ситуацијата да не ја повторуваме и сакаме да го слушнеме мислењето. Така да вчера зборувавме за минималната плата, денес за ова и утре секако за уште една, уште поактуелна тема. Имате уште 19-18 секунди. Не е слушно дали назначите дека ова емисија може да се гледа, да ја гледат деца што се малолетни. Нема никаков проблем. Не назначите, така? Не, затоа што не е проблем. Да го направите нормално, така? Вашето мислење го е бараме ние. битно. Вие сте ни битни во денешната емисија, како и секоја емисија, секој ден. Така да за секој гледач во наредните вклучувања искористете го времето, навистина сакаме да слушнеме кој е вашиот став. Остапуваме време е за следен гледач. Добро вечер. Доколку немаме гледач, одиме тогаш со малку реклами, да земаме здив и потоа се враќаме во вториот дел на Црвена линија. Останете со нас. Се враќаме после малата пауза, а сега е време да ги покажеме крајните резултати на нашата анкета. Ако може да покажеме, нормално дека може. Треба ли во Македонија да се легализира брак на истополови партнери? Из ГОК 29% да, 71% не. Ете, тоа се резултатите од денешната анкета. Сега да видиме дали сме подготвени, би сакале да го вслушчиме нашиот следен гостин. Голема чест ми е да го најавам неговото високо преосвештенство митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господин Петар. Добро вечер. Се надевам дека сте добро и драго ни е што ќе бидете дел од ова издание на Црвена линија. Првото прашање, ваше високо преосвештенство, каде и како се споменува и објаснува хомосексуалноста во Библијата? Знаеме од писмо, од почетокот уште на Петокнижието, дека Господ го создал светот и тоа материјалниот и животинскиот и како венец или круна на се создадено го создал човекот. Што значи, за создавањето на човекот се говори во Светото писмо, во првата книга Мојсеева, и битното е дека има разлика измеѓу создавањето на животните и создавањето на човекот. Имено, животните се создадени само со еден збор, како што вели Господ, рече и би, и конечно тие се создадени според врстите, а не е дозволено да се менуваат врстите, односно ако се случи вкрстување на врстите, тогаш нема натаму пород, затоа е доказ вкрстувањето меѓу конј и односно кобила и магаре, така што таа врста што произлегува како нова врста, што е маската, таа е веќе неплодна. Значи од Бога не е дозволено да се вкрстуваат врските, односно ако има вкрстување на животинските видови, тогаш тоа не е понатаму дозволено. А по прашањето на создавањето на човекот е создаден според Божиот лик, што е всушност душата, која е триедина, како што е Бог триедин, Отец и Син и Дух Свет, а човекот има три дела неговата душа, тоа е умот, разумот и волјата, и тоа е разликата измеѓу човекот и животните. По прашањето, уште веднаш кога е создаден човекот, он не го создаде на жената Ева, и им е кажано и благословени се, даден им е од Бога благослов, да се раѓаат и да се множат и да ја наполнат земјата и да управуваат со неа. Значи, уште на првите луѓе им е тој даден благослов, понатаму
се разбира поради греовноста, кажано им е дека тие ќе треба да го тој дар што го добиле од Бога сега треба да го оправдаат, а ако не го оправдале, тогаш за тоа тие треба да сносат и со одветна одговорност или казна, како што и било со првите луѓе Адам и Ева. Така, тука... а ваше високо преосвещенство, која е првата заповед од Бога дадена на луѓето? Молам? Првата заповед е дадена на луѓето тие да се раѓаат и да се множат, што значи таа прва заповед говори дека не смеат луѓето да го спречуваат раѓањето, било тоа да е по пат на неопштење, односно како што современо се вели сексуален живот, а исто така е забрането по други основи да се забранува раѓањето на децата, односно недозволување да се продолжува родот човечки по пат на разни други однесувања за кое што нешто говори Светото писмо, особено Свети апостол Павле во посланието до Коринтијаните, прво во 6 глава 9 стих, каде што вели: не знаете ли дека неправедниците и понатаму кажува блудниците, па ги исто така посочува покрај нив и исто така оние кои што прават неприроден однос, полов однос, а тоа се современ израз за нив е хомосексуалците и таму се употребува израз за нив мажеложници, за мажите се разбира, за жените друг израз и така натаму. Ваше високо И преосвещенство. тие нема да го нафедат Царството небесно. Така, дали никоја религија е познато дека ги признала браковите на истополовите партнери? Или ова е правило за сите религии? Јас зборувам за учењето на Православната црква и кога е опрашање Православната црква, тоа е ставот на Православната црква, а за другите вероисповеди, дали се тоа христијански со именител христијански или станува збор за некои други пак религии, како што вие спомнавте, за нив не можам да тврдам дали тие го дозволуваат тоа или не го дозволуваат, но мислам дека во исламот не е дозволено тоа. И секако дека исламот се смета дека можеби после христијанството е најбројната религија или вероисповед во светот во целина. Да, а ваше високо преосвещенство, ЛГБТ заедницата во ЕУ ги има сите права, па партнериот испол имаат можност да склучуваат само граѓански бракови кои се уште немаат благослов од католичката црква. Во некои земји е дозволено, а во помал број не. Дали според Светото писмо е дозволено посиновување? Посолјување со Светото писмо е дозволено, но само во духот на учењето на црквата. Ние знаеме дека дури и Господ Исус Христос, кој е всушност како Бог, предешно од Отецот се раѓа, а како Син се родил од Пресвета Богородица и од Светиот Дух. И самиот Христос бил еден пред законот како е да е син на Јосифа, макар што нема никаква врска биолошка со Јосиф околу неговото синоство, туку е заштитник практично праведниот Јосиф на Пресвета Богородица и Христос Спасителот се сметал како посвоено дете гледано од аспект токму на биолошката страна на Христа Спасителот. И исто така е дозволено да се посвојуваат деца, но исклучиво само во духот на верата за унапредување, за заштита на невинното население на децата кои што не се заштитени и така натаму, а не во духот на
против природното однесување на маж со маж, жена со жена, и бидејќи тоа не е најнормално на некој начин однесување и воспитување на децата, бидејќи децата треба да се воспитуваат по православната вера согласно со Светото писмо, Светото предание и учењето на светите отци. Значи тоа е учењето на црквата, а ова вакво, како што беше веќе кажано, некакво посвојување или тоа е со други зборови кажано злоупотреба, затоа што оние што раѓаат имаат право тие и да можат да посвојуваат по природен пат, а ако немале можност да родат по природен пат, тие, се смета маж и жена за брак кој е нормален брак во православната црква, тие имаат право да посвојуваат, но никако да ни се крадат на жените и на децата, нивните деца кои се по природен пат зачнати и родени од татко и мајка и така натаму, и да се воспитуваат сосема спротивно на воспитувањето што следува во православната црква согласно со учењето на црквата. Ваше високо преосвештенство, благодарам многу што бевте дел од Црвена линија. Останете понатаму со нас. А тука, драги наши, доаѓа времето и кога завршуваме со Црвена линија. Утре уште по мокна тема, она што е најново, дека дали сте за јавно објавување на идентитетот на позитивните тестирани со ПСР. Ризикуваме ли да се намали избегнување на тестирањето и криење на позитивните? Се гледаме утре. Чао, чао.